Петар Приличко ми е кум. Анче ме венчала. Политичарите се плашат кога ги критикувате. Они сакат да бидат богови. Ще едно 20-30 години, вака па после ќе видиме. Сашко Куцев и убав. Не. Не. Тука, дома кај мене не сме никој да писне. Жена ми никако не сме да писне. Јас пискам. Чекам да ми каже. Ништо не ми каже. И викам, јас заглавив дупло. Размисли, па викам, јас најмногу ќе помогнам сега, бидејќи ќе бидам таму. Тоа беше мојата најголема грешка во животот. Повели чоре, повели седни си. Овде? Седни си тука, гледаш ете малку поразлично. Ти си земам за дома едно од ови. Ти се допаѓа, а? Па види, да си дремнеш супер. А ти сега пензионер, убаво ќе ти легне? Да. А, така? Да, одлично. Обично пензионери имаат клацкалици и кого што Не можам јас, тоа се ми иде да летнам, од кој ќе се вратиш. Ќе се залеташ? Да, па сум патувал со авиони многу. Ние немавме како сега овие млаздите, додека полетат. Да не си летал со Конкорд случајно, некогаш? Не, со Конкорд, Не си летал со тоа? Вика, тоа било многу добро со искуство. Антонов, со тие... Бучните. О, А кажи им за времето кога се пушеше цигари во авиони. Ти си екс-пушач, поранешен пушач. сум, ама не го фатив јас тоа време. Јас сум сепак млад. Вие сте поставил 7, јас имам 7 и 6, 13, ви имате 15. Шала на страна, како гледаш? Убаво ти е како пензионер, како си се чувствуваш? Па види, мене ми е воопшто убаво. Јас сум скоро 50 години со мојата сопруга и апсолутно ми е многу убаво, затоа што многу работи должиш на семејството. Скоро се должиш на семејството. Така да се ова што сум го постигнал и ова што доаѓам кај тебе сега е дел од тоа цело што се вика семејство. Да, тоа е многу важно. Јас човек ќе продолжам сега на вие, иако знам дека не сакаш така. Јас ќе се да видам кој е позади. Да. Сакам малку за тоа да пробуваме. Семејството како основа на се. Тоа е многу интересно како и филозофија и како начин на живење и начин на однесување кон работи. Ајде, што прво ви доаѓа на памет кога зборуваме за тоа? Семејството како јадро, како... Па, се додека немаш семејство, си некако, нели, лејка малку, те маму, те таму, ама кога ќе имаш семејство, имаш поинаква одговорност, посебно кога ќе имаш педагог, нели, за сопруга, тогаш малку е поинаку. Јас сум и бил третото дете, така кажа во едно интервју. 2 деца има, синот и ќерка ми и јас, како. Но семејството е тоа кое што е, да кажам, кое што те смирува. Фактички мојата сопруга ми дозволи да бидам ова што сум сега. А има ли уште поголемо значење семејството кога мажот е актер? Актер не е најтипична професија. Изискува многу и жртви и време надвор од дома. Тоа е што мојата сопруга Магдалена ми овозможи да бидам не можда 100%, ама 99% во работата. И низ годините сте забележале момент каде што други луѓе хипотетички не го достигнуваат потенцијалот или барем не стигаат до 90% бидејќи немаат, да речеме така, средени домашни односи, можеби со сопруга, можеби воопшто не ни стапиле во брак или слично, и да си речете фала Богу што ете ја имам покрај мене таква како што е и сум можел да стигнам до тие 90%. Не сум размислила за ова, ама ќе седнам, ќе размисла. Навистина не сум размислила. Мојата сопруга, ајде да не кажам многу тежок збор, ама она беше и ќе остане веројатно жртва. Ше едно 20-30 години, вака па после ќе видиме. Нека. 76 години, да си жив и здрав човек, да сте живи и здрави и уште многу години во пензија да си имате, но активен пензионер е тоа. Вие имате една нова представа, која што
ете ретко кој може да се пофали дека на 76 вади премиери каде што игра главни улоги и така натаму, но ете на целата таа исклучително богата биографија ќе се додаде таму дека постои представата Среќен мртовец, ова е од постерот. Го познавам човек. Тој. Сега, што е представава Среќен мртовец и каква улога имаат овие листови кои што ги фрла човеков? Па, тоа е насобрани се тие, затоа што тој му стигнува многу интересна. Јас би ве поканил да дојдете на представа која ќе играме во Скопје. Кратко. Живко Младеновски, тој што го играм јас, си седи дома со семејството, македонско семејство, не ситуирано кузне колку, не толку колку што има, важно ќе го помине месецот, и наеднаш звонче на вратата и вика на ќерка му Ивана, се вика, ќерка му Ивана оди Ивана отвора, вика писмо и писмото, од писмото го отвара, жена му и чита, вика ти си мртов. Како е мртов? Не сум мртов. Живко е мртов. Да, Живко е мртов. И од тука почнува целата негова голгота. Јас се накратко ги кратам сцените за да може да го кажем. Ако го викнеш писателот тука, ќе ви го каже тоа. Тргнува низ сите тие шалтери. На крајот нормално Живко Младеновски е веќе 3 години починат, после 3 години му стигнува ново писмо во кое што вика дека вика, исправена е грешката, Живко Младеновски е жив. Накратко. Значи веројатно листовиве од постерот асоцираат на таа папирологија и сите тие. Но па сега тука не можеме да изиграме и да глумиме чекањето и ќе треба да трае кадарот 2-3 дена, месец дена, колку е 2 години за лична карта нели чека за да те сликаат. Да. Како тоа сите испаѓаме многу во, како викаше Коцев, на сите слики. Не, човек нема еден што испаднат. Сашко Коцев е убав. Не. Не. Тука, не. Сашко Коцев е убав. Жанровски во што би ја сместиле представа? Или е повеќе работа? Трагикомедија, мислам, да. Се е смешно, ама и на крајот малку те стега. Тие се најубави за гледање за публиката? Па не, бидејќи имаат и од тоа и од тоа. Актерски се многу добри да ги играш. Да? Затоа што предизвикувачки? Па се, многу се, да. Ние средбата можда Маријан е постар од мене и повеќе се сеќава веројатно. Беше многу случајна средбата. Авторот на представата на текстот. На Среќен мртовец. Тој е автор на повеќе. Ние малку се знаеме и од Хихирико, он е афористичар. Пишува многу убаво и ми падна под рака неговите текстови и јас реков ајде го работиме Среќен мртовец, затоа што е денес, сега во овој момент се случува се она на многу Живко Младеновски кој што ги има во Македонија. Така, бидејќи спомнавте, убаво е да го имаме авторот, ние со големи напори успеавме во меѓувреме, од како кажавте, да го обезбедиме. О, супер, и добро. Да го донесеме во публиката. Ова е Маријан Ангеловски. Видите. Млад човек со брада не може да го препозна. Млад, убав. Да, не може да го препозна. Добро, не сум како Чоре, млад, дали тука? Морам исто да пофалам и да кажам за фановите на еден познат лик, бидејќи исто наш соработник, Маријан повеќе години, така што си се собравме друштво тука, пријатели. Маријан, ајде од твое видување. Прво, сега Чоре многу на кратко тоа го спомна, ми падна текстот под рака. Како точно така паѓа текст под рака? Така му падна од небо. Не, шала на страна, па Чоре ми пиша, ние практично се видовме, ја за тој текст добивме на награда на Евродрама, на европско ниво, имав објавено на Facebook. За награда ви гледам у коментар доле Чоре, Благој Чорески ми пишува и текстов ако може да ми го пратиш, ајде викам. Да видам што толку добро. Да. И му го пратив текстот на Чоре, ми сконтактира, се видовме и уште првата средба се сеќавам со Чоре имавме
Иста визија за текстот, сакавме да направиме представа која што ќе биде можеби поразлична од другите и мислам дека на некој начин успеавме да го постигнеме тоа. Додатен предизвик што такво име како Чоре улога во представата, се нафаќа што се вели и на сопствени иницијатива, знаеш, за тебе како автор. Бидејќи знам дека во режијата нема еден режисер, него учествувате сите што сте во представата малтене како заедничка режија, ама еве како автор, ти особена гордо знаеш дека во CV-то што се вика ќе стои дека Благоје Чорески ја играл улогата? Да, секако сум горд што Чоре ја има улогата на Живко и мислам дека одлично му легна таа улога. И самото присуство на Чоре во театарот Пишани, ние сме независна продукција алтернативен театар, значи ни помогна да постигнеме еден поголем квалитет, значи го дигна малце квалитетот на самиот начин на работа, така да мислам дека направивме успешно. Каде и кога може да се гледа, или каде барем да следат гледачите, на која страна, за да знаат да се информираат кога се следни представи? Да, па во проектот имаме идеја да изиграме сегде во сите градови. Во Македонија ќе има и во Скопје скоро изведба, нека не следат на алтернативен театар од Пишани на страната на Facebook и на Instagram, ќе објавиме кога ќе се игра. Алтернативен театар од Пишани. Да. Вчера на снимање, вчера бевте во Штип, претходно исто имате играно и за сите следни изведби, алтернативен театар од Пишани, само ќе си најдат. Маријан, фала ти. Фала Жаре, фала Жаре. Не, Маријан е малку скромен. Јас мислам дека подложката, текстот мене ме испровоцира многу повеќе отколку било што. Така е во мојот занает. Ако имаш подлога добра, здрава, цврста, ќе можеш да газиш по нејзе, ако немаш. Дава сигурност. Многу. Па добро, Башка таа група е многу па види, јас потекнувам од театарско семејство. Не е спорно, но јас пред да станам ова што сум, јас сум бил исто аматер, сум играл по разни културно-уметнички друштва. Како функционира тие? Значи тие се надвор од овие театри што ги знаеме, така? Значи си има, нели, МНТ си има, драмски си има, театар комедија и тоа си се професионални актери таму вработени. Но си постојат и вакви дружини, како што и на времето, порано кога немало театри, имал Петре Прличко, овој и така. Така се вика, Боеми им се викал театарот. Татко ми кај што играл во. Иначе Петар Прличко ми е кум. Така. Анче ме венчала. Така, керката. Да, Џамбазов ми се кумови на венчавање. Мислам дека тие без нив, мислам дека нема да има и повисоки професионални дострели. Затоа што тој ентузијазам, таа желба, таа љубов, таа верба во тоа што го правите, е само својствена на се уште невлезени во води, нели, професионални, да заврши факултет, академија и така натака. Тој си останува, малку ми е чуден зборот аматер, ама, еве да кажам, почетник во таа, непрофесионалец. Поривите се други. Не, многу се чисти. Така? Многу се. И секојаш јас препорачувам на сите, многу верба. Немате ли верба во тоа што го правите, тешко дека ќе одите погоре. Убаво. Ми се поврзува убаво овде моментот за семејството. Значи, тоа е не само актерско семејство, туку тоа е едно од најпознатите актерски семејства што ние во историјата сме си ја имале во нашата... Едни од основачите. Значи, ние сме, сум го кажувал и порано, тоа ние сме како семејство 78 години во македонскиот театар. Значи, не говорам за театарските дружини, Боеми и театарската дружина на Чичко Димче Трајковски, во кој што играл татко ми претходно. Значи, 78 години сме и сега најмногу е Илина Чоревска на брат ми Керкано, која што оваа година сум многу горд, затоа и го кажувам тоа, ги доби двете престижни награди на театарските игри Војдан Чернодарински за
најдобар актер Одлично. и во Велес на фестивалот Стоби, интернационалниот фестивал. Така си оди таму. Не знам, од син ми и ќерка ми не се, макар да јас сум лично среќен дека не се во мојата професија. Оти македонецот се нешто ќе, на чуре, дај да го. Ќе стигнеме до тој Да. да се вратиме на семејството. Значи мајката Радка, таткото Трајко, како што кажавме, таткото е еден од, да речем, основоположници на македонски народен театар. Да. Значи немало од секогаш МНТ Да. се формира. 45-та година. Знаете за приказната како е дојдено до тоа МНТ да се формира? Ви раскажувал некој нешто? Не, татко ми не ми раскажувал, но повеќе неговите другари ми раскажувале. Сето тоа е како и дружините што се прават тука, како што била Боеми. Од таму се влечело, од аматеризмот се влечеле. Татко ми е дојден од Велешка 8 бригада со униформа е дојден во театарот, затоа што претходно Тоа се години кога се гради и државата. Па да, така е. 45-та негов е првиот подпис, колку што ми кажувале по старите негови колеги. Значи 45-та во првата представа игра Платон Кречет, заедно со Тихомир, односно Чичко Мирко, ние го викавме, на Владко и на Горан Стефановски, татко им. Така. И така. Така А почна. вие сте родени па 47-ма? Јас сум 47-ма, да. Набрзо тука во тоа време. Да, во тоа време и во тоа време сум крстен Свети Димитрија. Ние живеевме на Загребачка 12, одма до театарот. Има во стари фотографии, има точно е вака. Првиот МНТ. Да. И кога ги прашував и мајка ми, Бог да им душа, прости и кумот мој Прличко, како сте ме однесле 47-ма комунисти? Да. Сте ме однесле во црквата Свети Димитрија. Како? Сега многу прашуваш. Остана на тоа, Нема толку. Толку. Крштеничето пише го восприе неговиот кум Петре Прличко, а крштеничето е цело горе е со мастило, му се истурила. Може да било малку и... Да, може да, не знам. Имало причини за слави. Али како влегле во црква, гледате како е Свети Димитрија, прекрасна црква. Како ме однесе, ја му викам во зимбил сте ме нос. Знаете што е зимбил? Што е? Зимбил е плетена од Торба? трска, да, торба, зимбили има. Имам во телефонот, ама да не го носам. За пазарење торба. За пазарење, да, тогаш така се носе. Внатре чор. Таму не се гледа и веројатно така ме однесле. Ми стаиле малку од тоа, од црниот тој прашок, не од овој белиот сега што го употребува. Никако скрајно. Да спиеш. Да. Сепак со мајката, таткото, со братот Борис, голем познат актер, ви било детството нетипично. Бидејќи не секој имал можност, малтене како Игор Џамбазов, да речеме, и неговото. Да, исто. Тоа е тоа. Да бидете дел од едно растење со еден куп актери, режисери, писатели и така натаму. Имавте вие и Борис избор воопшто што да бидете или тоа беше предодредено просто бидејќи тоа е се што знаете? Мајката актер, таткото актер познати, значи? Не сме, ние сме сакале сами. Како мали, се сеќавам, јас да речеме сум на сцената од 4,5 години. Сум играл во Македонска крвава свадба со татко ми заедно, со мајка ми. И имаше една сцена, тој го играше Бегот, кога сака да ја грабне Цвета, и се отвараше една врата, и тргнуваат, народот тргнува да го избрка Бегот, а татко ми беше во таа фаза, имаше рак на желудник, многу тежок рак. Многу млад почина, на 34 години почина, и тој, како се отвори вратата, и тој позади врата застана и беше свиткан од болка. И јас како дете, тато, бегај бе, ова е театар. Како ти е улогата, така оди. И можда тоа ми оставило многу повеќе дека театарот е и животот, ама некако малку завртен на другата страна. И можда е, ако ја немаш таа верба, ако ја немаш таа љубов кон
кон тоа што го правиш на сцената. И воопшто и во животот е така, само некаде тоа поминува без трагични работи. Во театарот, ако влезеш без 99,9% работа и 0,1% од Бога, ако не го правиш тоа секој дневно, нема да има успех. Добро, никогаш не сте се почувствувале баш тој момент дека и татко и мајка и како на еден начин да е тоа предодредено или дека јас како и да се подготвувам ќе можам, бидејќи го имам тоа во мене. Не може. Не? По нашата професија не може. Негде можеш и да излажеш во некоја друга професија. Одека, ако сте оперски пејач, мора кога ќе излезете на сцена да отпеете. Ако свирите, мора да отсвирите. Ако излезете на сцена да глумите, мора да одглумите и да биде тоа за публиката на вистина тоа, да ги убедите дека е тоа така. Значи нема компромис со тие работи. Нема компромис, ќе бидете некој актер кој што Б класа, С класа. Кој знае која, не знам. А како тоа сега роден во Велес, па израснат Битола, како стигаат тие работи? Бори се роден во Скопје, ако не се лажам? Да, Скопјанец. Брат ми е 49-та во Скопје роден. Па мајка ми веројатно на свекрва и да и направи да се видат, веројатно. Јас сум 9.9.47 роден, септември, и Велес на Мегдан, баш во куќата кај што се уште живеат моите роднини, баш таму сум роден. Тогаш немало во болница со бабица дома. И тука те раѓаат, почнува и цело мало ќе се собере и така. Така да таму сум роден јас во Велес. Отишла веројатно да и помогне, ја фатиле болките тука и тоа било. А Борис како доаѓа во Скопје? Па ние сме живееле во Скопје. Значи вие тогаш сте си биле во Скопје? Да, во Скопје сме били. Не 51-ва одиме во Битола. Да, 51-ва татко ми има разни истории околу тоа. Им ставаат проба во понеделник. А по понеделник не работат глумците, курвите и пијаниците. Само тие не работат? Само тие не работат. Понеделници. Јас се извинувам за вулгарниот збор, ама така е. Тоа е тоа. Да, тоа е тоа и татко ми со кумот, со Прличко си отишле на риба. И кога се вратиле им рекле вие не сте повеќе во театарот и ги избркале. Па толку ни жолт картон одма црвен? Не, одма. Тоа било тогаш поинакви времиња. Други времиња биле. И казната што е? И татко ми ништо си побарале. Прличко беше едно 2-3 месеци во Велес. Го викаше и татко ми таму, да, татко ми не, отиде во Битола, а Киро Ќуртошев отиде во Штип, Тихомир Стефановски, татко му на Горан и Владко отиде Прилеп, па дојде во Битола, и така сите се вратија, ама татко ми не, рече, имам писмо од Милчин, кај што го бара, другар Чоревски, братете се вие, татко ми рекол не. Ама и го фати болеста многу и така, па можда ќе се вратил. Не. И заминува многу рано, да. Само 34 како исклучителен талент на македонското глумиште. 55 април. Тоа е нормално неизмерна болка за било кое семејство, а посебно кога децата се така мали и веројатно целиот товар на израснување го превзема мајката. Мајка ми и баба ми, Роза. И бабата. Тоа ве дефинира во понатамошниот живот на некој начин? Чувствувате, ете, после толку години, да, дека заради тоа, сум ваков. Јас правам анализи само на карактери, тие што ги играм на сцената, за себе не правам, зашто сигурно ќе сгрешам, ќе утнам негде. Така да не правам анализи, веројатно, голем удел има и тоа. Има удел детството со кој си се дружел, како си поминувал. Ама и една одговорност на сепак постар брат. Веројатно. 2 години, ама пак сте биле вие тој што требало да биде поодговорен така, или? Можда, играјќи на сцената, сум имал други улоги поважни или по ова, можда да, а иначе не во животот. Тоа представува еден вид себе терапија, актерството, бидејќи константно актерот игра други ликови.
константно. И му е еден вид не прибежиште, ама екскурзија, би рекол. Актерот може да си одбере во не може, него мора да си одбере заради професијата да се трансформира во сосема некој друг човек. Апсолутно, само е многу опасно ако тоа го применувате и во приватниот живот. Јас сум Благој Чорески цело време додека не направам чекор да влезам во театарот. Тогаш влегувам околу саат и пол пред представа. Доаѓам без разлика колку сум ја играл. Бол во ВУ сум играл 22 години, јас стално сум доаѓал саат и пол, се облекувам посебно, си проверувам реквизитата каде ми е. Тоа е една припрема за да влезеш во Камии Шандеби Стојко, што сум го играл, или сега во Живко Младеновски, да. Тоа е нешто кое што сум го учил од постарите актери. Имавме ние среќа да живееме со нив, да растеме со нив. И тоа веројатно влезе природно кај нас да станеме тоа што сме денеска. А во почетните денови како градење на некаква кариера, кои беа актерите на кои се воодушувавте вие? Кои беа тие идоли глумачки? Македонските? Да. Па одма ќе ви кажам, Петре Прличко, Илија Милчин, Љубиша Трајковски, сега многу нема да ги знаете. Сите театри во Македонија, Јосиф Јосифовски, Петар Стојковски, Ако се тоа заслужени треба и да се спомнат. Да, Чичко Тодорче Николовски, беа богови. Илија Џувалековски. Така. Да, богови. И кога добивате првпат шанса да стапите на сцена со такви луѓе, како се убива тремава? Тоа се Нема трема. Они не ти дозволуваат да имаш трема. Со нивната големина, и тоа што сум го научил од нив, да, јас го применувам и сега. Ние и со моите колеги од алтернативниот театар од Пишани, апсолутно сите бевме рамни на секој. Секој бевме единка засебно, таа што го игра актер, карактерот, но сите бевме заедно, сите творевме заедно да направиме што е можно подобра представа. Се извинам, ќе влезеш во можда, не знам, јас сум доволно свесен. Јас сум Благој Чорески просто смртен. На сцена сум, умирам кога сакам и оживувам кога сакам. Во животот не можам тоа да го правам. Така да мора да бидете свесни за тоа дека Благој Чорески е само Благој Чорески во животот. Еве сега нашево интервју со оваа прекрасна публика. Тоа е сега. А не можеш да бидеш кога ќе излезам од ова да бидам па истиот, па да молам, да, како не, да. Не можеш да глуматариш, да прави, да се, како не знам кај да најдам, глуматариш ми дојде. Добро, има такви полно. Мислам, нивни проблем. Јас не го знам тоа, не го умеам на сцена, но во приватен живот не. Така. Немам потреба од тоа. Првите некои актерски моделирања ваши се случуваат веројатно на факултет. Да речеме. Па да. Тоа е во Софија. Да. Зошто тогаш немали, сме зборели во преко емисија, ама не сме влегле на темата. Не постои тогаш факултет за кај нас не, во Македонија. И кој е изборот? Беше избор Белград отидов на режија, нормално моите другари сите беа на режија и јас отидов на режија и паднав. Аха. Најнормално. На приемен? Не, па не, ја не сум режисер. И после тоа отиде Димитар Станковски Дебелото, другар ми, и Ѓорги Стојановски беа во Софија, вика, ајме дојди таму. Се спремивме и отидовме таму. Таа генерација сме јас, Мето, Марин Бабич, Славица Николовска во таа класа. Тоа што беше реципроцитет меѓу државите, меѓу Русија, Бугарија, Грчка и сега има, мислам, не сум сигурен, ама има реципроцитет, нели? Колку студенти доаѓаат и се оди таму. Но во Македонија немаше. Да, и да си сакал да се Загреб, си можел. Да, се отвори во Загреб Илија Џувалековски, отвори на факултетот таму во Загреб отвори, таму се Владо Светиев, Никола Слимовски, Емил Рубен е таму. Таму дозаврши Славица, отиде дозаврши.
Немаше во Македонија. После тоа се оформи во Македонија. Како се студираше? На бугарски? Како? Да. Јас имам бугарски јазик. Пише дека сум го учел бугарскиот јазик. Така, и од оваа гледна точка, кога гледаме на тие работи, нели ни делуваат малку чудни како сега тоа функционирало без никаков проблем, ама претпоставувам без никаков проблем било, така? Без проблем беше во однос на... Да, не. Правите бугари, од прави бугари никогаш не сме имале нешто. Имавме од тие што се пребегани од тука. Наши македонци кои што живеат таму, кои што се... Станати бугари. Да, станале. И никој не ви спореше јазик, нацијата, баш напротив, тоа било... Баш напротив, тоа, за да бидеш, барем во тоа време, кога јас бев, ние имавме околу 830 кандидати беа. 830? Да. А се примаат две класи, примаат по 15-20 души. Тоа било и престижно? Да. Која ќе кажеше таму, таа се вика Витис. Кај нас е... Како ФДУ? Да. А таму е... Не, ФДУ е кај нас, а кај нев е Витис, Виш институт за театрално искуство. Така се кога ќе се кажало таму? Да, тоа беше, да. Таму студирате вие. Па колку женски сме фатиле на Витис. Заради тоа, а? Па да. Како Харвард? Абе, што да ти кажам? И имало големи љубови во тие години, сега тука мислам погледата, не? Па имало, сигурно дека имало, но во секој случај најголемата љубов од секојаш ми била актерството и таа ме води во животот. Точно ме води, право. И кога ја видов Магде, па готово, да, тоа е тоа. И готово. И за време на студирањата, бидејќи како што кажав тука првпат младиот актер се среќава и со големи предизвици, и со големи текстови, и со тешки улоги и така натаму. Немало некој момент каде што сте се запрашале, ова може да е премногу тешко, одело глатко или не било баш се така лесно? Првите 7 месеци мојот професор викаше: "Бе, што правиш ти вечерески?" Јас ги имитирав моите идоли. Така. Од животот. И прв пат кога ни дадоа да правиме карактер, значи пред тоа игравме нешто, импровизирани сцени се вика, од животот ќе видиш во трамвај, да речеме, се некоја случка и таа да ја пренесеш на сцена. Значи не на напишан драмски текст? Не. И тоа е при крајот, значи, 8-миот месец, веројатно, тука од годината, ни дадоа да играме карактер. И јас тогаш прв пат направив карактер и професорот беше зачуден. Како одеднаш, од еден тој Благој Чорецки, да, одеднаш, значи задачата која што си ја поставив беше многу поинаква од она што го гледам во обичниот живот. Добро е да украдеш од карактери на разни луѓе, ама мора да станат твои кога си на сцената. Не да ги имитираш, него да бидат твои, да ги доживееш, да ги пренесеш на публиката. Што е клучно тука? Љубопитноста? Па има многу, да. Нели ти треба да си љубопитен што го прави овој човек таков, за да се соживеам? Па да, и тоа е, ама многу не учеа нас на факултет, не учеа, да речеме, ќе ни даде обична бела хартија, лист од бела хартија и обично ќе го видиш, викаш беле, што нема ништо. Ама си има некоја црнка точка, има нешто таму. Е тоа да го запазиш е многу битно, да, за карактерот да го оформиш до крај, да биде тоа што е да биде Живко Младеновски. Така, да го направи Живко Младеновски како што го гледаме. А како беше тогаш, имаше луѓе што останува, пример студира во Софија и останува и живее и игра таму. Тоа не беше случај? Додека бевме, па не, ние бевме пресрекни кога не викна, ние имавме стипендија од Македонија. Значи. Да, имавме стипендија од Македонија и ние бевме само за драмски театар. Мене кумот многу ми се лутеше дека не сум во МНТ. И Чичко Тодорче. Ама ние, драмски театар беше авангарда на југословенскиот, па на балканскиот
ако сакате и на европскиот театар, така да немавме намера да одиме во МНТ. Тоа значи дека си знаевте дека кога се вратите ве чека вработувањето, така? Не, Или не не? знаевме дека не чека вработување. Но ние сакавме да одиме таму. Ние бевме на разговор, беше и Прличко, кумот мој, беше Чичко Тодорче, директорот на МНТ во тоа време, да разговараат со Како нас. дипломирани студенти. Да, како имавме ние на крајниот испит, имаше две комисии од Македонија, една од Драмски театар и една од МНТ. И треба што да се одигра некако Не, монолог? они дојдоа да не гледаат. А таму во Софија? Да, во Софија дојдоа да не гледаат. Значи во Тоа е веројатно некоја дипломска представа нешто. Да, дипломска представа. И од МНТ беа Властимир Николовски, тоаш беше декан на факултетот, или ректор, не знам како се вика сега. Беше Драголюб Ставрев и уште еден од МНТ од Драмски беа Љубише Ѓоргиевски. Сега ме не ми текнува. Добро. Али беа комисии Богомил Жузел, да, и дали беше Ристе Стефановски како директор. Тоа нас ни представуваше Притисоков? голема. Тоа беше страшно. Зашто тоа е како малте некој фудбалер кога доаѓа да го гледа, сега ќе се продаде или нема да се продаде. Замисли се да не примат. И Тука кога се не скаутиве гледаат. Да, не викнаа во МНТ и седиме сега во канцеларијата и ние само за Драмски. А колку мина од Македонија, извинете, значи? Колку Неколку мина игравте во представата од Македонија или не? Да. Така? Да. Значи вие и уште други од класата. Мето Јовановски, така. Марин Бабич, Славица. Охо, добро. Да. И како се распоредивте? Кој каде го зема? Ништо, сите отидовме во Драмски. А сите заедно во Драмски? Па МНТ не се налути? Не, И првите денови во таму ни Драмски? беше срцето, не можевме да одиме. Аха. Како? Тоа е исполнување на еден сон, Првичко ми се претпоставувам. налути, рече, куме, Ништо, кумче. си ме разочарал. Ке се гледаме у бифе у Драмски. Да, И се исполни сонот на еден начин? апсолутно. Се исполни сонот, затоа што во тој драмски театар јас сум од 1.9.71 па до пред година дена играв во представата Птица со главата меѓу нозе. Некои си 50 и кусур 52 години. Да. Така да со Коле славевме 110 години заедно. Заедно. Коле 60 години во филмот и во театарот во Драмски, и јас 50 години, Имавме 110 години. Кејв да ги прославиме тие 110 години тука Да, во исто студио, ми беше и мене и на екипата многу голема, Да. голема чест. И како тргаа сега таа работа? Тоа култно бифе во Драмски, нели сите што го зборуваат, па не знам, веројатно први селебрити моменти на слава, почнуваат луѓе да препознаваат, веројатно преполни публики и така натаму. А вие релативно млад, нели? Како се снајдовте со сето тоа? Може вака да доловиме какво е тоа време? Јас не знам дали сум се снашол, но фактот дека се снимаше многу, се даваше простор на сите млади, имаше серии, имаше филмови. Колку сега во Србија? Јас добивам Да, таков впечаток. да, Сега да, има еден да. бум таму. Не, Србија од секојаш имала. Па добро. Кај нас некако се, дури и на врвните режисери, еве да тргнеме од Милчо Манчевски, му ги оспоруваат успесите. Мислам, македонецот е тоа. Ако стално мислиш на тоа, дека дали ќе те оспорат или ќе те воздигнат, подобро да не мислиш, подобро да не се занимаваш со таа професија. Јас го работам тоа од кеф, од срце, од душа, покрај тоа што имам, нели, плата, пензија, да речеме. Тоа ми е целта моја. Ќе се навратиме на муабетот, но чисто како коментар. Имам впечаток, може не е така, еве да видиме дали го делите тоа. Како повеќе да се снимаше, продуцираше домашна програма, значи тие серии, филмови и така натаму,
не само како продукција, туку и во некоја историска конотација и за зачувување и на јазик, идентитет и така натаму во едно скроз друго време, отколку сега. Во тие 70-ти, 80-ти, да речеме, некога имам впечаток дека многу повеќе филмови се снимени за нас како нација, идентитет и така натаму, кои што го зајакнале македонскиот идентитет како таков, преку културата, отколку што тоа се прави последниве, не знам, 20 години. Па не знам, тоа беше спонтано. Ќе кажам, да речеме, еден генерален директор на македонската радио и телевизија бил голем писател. Значи, еден уредник бил Анте Поповски, еден уредник бил Мето Фотев, еден уредник бил Петре М. Андреевски. Поинакви луѓе, величини. Па да, и они Горан бил драматург заедно со Русомир Богдановски биле драматурзи. Они биле задолжени покрај тоа што биле писатели, нели, и биле директори на телевизија, на одделни гранки на телевизијата, они пишуваа и затоа имаше серии многу. Значи некаде по пат помалку внимание се давало на тоа какви луѓе на какви позиции се ставаат, можеби? Веројатно. Вредностите биле тие кои што ги поставувале таму каде што треба. Сега може да имаш книшка од било која партија и ќе бидеш директор или влезеш. Ти ќе бидеш формален директор. Книшката е битна, а не знаењето. Така. Добро. Се додека не се вратиме на почитување на индивидуалните вредности кои што ги носите вие како човек, без разлика колку години имате, се додека не ги почитува државата вредностите на индивидуата, нема да се оди напред. Добро, од кога е почната таа завидливост, да речеме? Неколку пати спомнавте и јас се слагам со таа констатација дека тука нели подобро очекува и полошото отколку не знам да се надеваш дека некој ќе ти аплаудира или ќе те тапша. Како да не признаваме успех, нели? Било тоа да е спорт, било тоа да е култура, било тоа од каква? Од секојаш ја имала таа, само прашање не било поинаку порано. Било затоа што не си можел вредностите кои што биле, другиот ќе му каже седи ти, тоа не е така, он е вредност. Вредноста ја чувала вредноста. Сега тоа некако е како да се хранат со тоа дека да го омаловажат, да го направат поинаку. Ако си во партија, ти си бог. А тоа омаловажување ништо не носи за овој што омаловажува. Па не носи, ама што да му правам јас на председател на партијата, кој што и самиот не знам каква вредност е. Значи, наместо индивидуалните човечки, почнавме да цениме фотели, веројатно, односно позиции. Веројатно. Тоа е побитно, а не е битно. Веројатно. Што носи човекот што седи на фотелјата. Не тоа што го правиш, туку некои формални, надворешни покажувања на некои знаења. Кога се прави хихирику како програма? Од кај доаѓа Никулецот на едно од Карадаг, ама на кој начин, како доаѓа до спојката на тие луѓе во тоа место да се соберат? Веројатно и од таа слобода која што имаше тогашната Југославија. Јас во хихирику сум 35 години, тука некаде. Но ги паметам и Чичко Тодорче и Прличко, ги паметам Шишман Ангеловски сум играл со нив, со Таска Балабанова сум играл, со Божо Софрониевски, со Ценче Трпкова, со многу од нив. А ние останавме 35 години јас, Мешко беше можда малку, година-две пред мене, ама тоа Карадаг ги бираше. Карадаг, веројатно според тоа што го пишуваше како текстови, како афоризми, како сатира, гледаше поединечно во актерите, карактерно да ги спои. Иван Карадаг, значи, ве спои. Тоа беше култна емисија на радио,
која одеше недела негде 12 на план. 11. 11 часот нема никој на улици, во 11 часот се пушта радиото. Потоа спорт, музика, спорт, трга да слушаме прва лига. Да. Мои многу живи сеќавања од детството ми се тоа, бидејќи тогаш тука негде пред Хихирику или нешто имаше радиодрама. Секогаш имаше радиодрама. Радиодрама и кога имаше. стигнав да имам улоги во детско драмско студио во тие радиодрами, бидејќи кога требаше дете да се игра, нели од детско драмско студио земавте. И тоа за мене беше мега достигнување, седиш со баба и дедо и она што си го слушал нели со години, да речеме, нели предходно, овој пат и твојот глас допира од звучникот. Сега нема текстови, не се пишува, ама нема ни таква. Па да, па нема ни детско драмско студио нема, ако од таму потекнуваат Коле, Дади, ако ги се враќаме на назад еден куп. Ајде да им представиме на гледачите, но оние помлади што не се сеќаваат на тоа. Ова што го спомнавте, живо пиле нема на улица. Тоа значи дека сите се вклучени на радио и слушаат Хихирику еден час скечеви се тоа можеме да кажеме, серија на скечеви кои што коментираат општи работи, дневно политички работи. Да. И за личности, и за. Да, има и сарказам, има и иронија, има. Се сеќавате на некој пик на таа популарност на Хихирику, пример, што се случува? Луѓе го слушаат скечот, утре дента сите го коментираат, пример? Да, имаше тоа, јас можам да кажам сега, Хихирику го нема долго време. Во суштина Хихирику ни е забрането, прво од ВМРО ДПМН, најпосле од СДСМ. Хихирику го нема 10 плюс години, не така? Да, така е. Прво се вадеа ВМРО дека немале пари ние имавме мизерни хонорари за тоа. Дојде СДСМ на власт, Ептен па не заборави, така да. Они се плашат, политичарите се плашат кога ги критикувате. Они сакаат да бидат богови, мали богови со ореоли, не сакаат некој да им каже дека грешат. Толку допиравте во нешто што не сме да се допре? Апсолутно. Да, можеме пример да извадиме. Мене ми представува сатисфакција огромна, која ќе отидам некаде и која ќе дојде во било кој град, кај нас или во Скопје, ќе те сретне. Јас сум растен со вас. Која ќе ти кажат со Хихирику. Тоа како да ви кажам, лепдам малку, не се гледа тоа, ама јас го чувствувам дека сум некаде горе. Ми представува голема сатисфакција дека се по гласот не препознаваат. Тоа значи дека сте оставиле длабоки траги кај гледачите, кај слушателите. Кога почна да се вадат муабети дека можеби ќе престане, односно можеби ќе му прекинат буџет и така натаму. Имаше некои обиди тоа да се седне да се разговара или како? Да, имаше еден состанок и тој состанок беше провизорум, да речем така направен. Колку протоколарно протоколарен, да ве помина. колку да се каже, да и после тоа заврши. Ајде да одвоиме. Јас мислам дека Карадак малку и почина и од болка. Добро, тоа е негов животно дело. Ние сме биле 3 пати најдобри во Југославија со Хихирику. Значи и Весело вече со Мија, со Чкаља, сме ги победувале на фестивали. И тоа пак ќе кажам, односно да повториме, би сакал е строго од љубов. Значи тука немало хонорари, не знам какви, па сега вие тоа да сте го правеле. Тоа било елан, љубов, мерак. На прв поглед. Да. Карадак ти го дава текстот, паѓаш во несвес и почнуваш да видиш. Секоја чест. Ајде да, бидејќи тука што е најинтересно, снимаш скоро две нивоа скоро под Вардар си. Во студиото, старото студио долу. Така да ние си имавме свој оркестар на Чалги, ни беше наш оркестар. Немаше ништо све снимавме во живо. Голем дел песни, исто тоа беше еден од ретките, можеби прв пат во хумор да се користи таков тип музика. Прво сега за масовен медиум, инаку вие го правите тоа на театар, фала Богу, уште од претходно. Бидејќи тука се плејада на актери, големи актери кои дале се и огромен белек оставиле во македонската култура,
за да не одиме сега еден по еден. Чисто, ајде да се присетиме на неколку скечеви кои ви останале како лично вас во некое убаво фино сеќавање, па по пат ќе ги спомнеме сигурно. Може и неколку скечеви да одвоиме. Има многу. Први што ќе ви доаѓа. Кажам еден го Што вас многу ве смеел. Го играа Мешко и Дади, па од време на време кога Мешко ќе беше запатен со Кате да играат во друг град, па јас упаѓав. Ние така бевме, семејство. Ние и ден денеска сме семејство, како Хихирико. Вика, во дома кај мене не сме никој да писне. Жена ми никако не сме да писне. Јас пискам. Се е кажано. Да, се е кажано. Да. Али Бешко имаше таков глас, ја не можам да Бешко имаше продорен глас за 10 души. Кога ќе го направеше тоа, јас пискам, ама како да публика паѓа. А меѓу другите исто и Чичко Емин Унџел, Да, што сега тој беше и тонец, беше и не, он беше и тонец, актер. запослен како тонец, ама бескрајно талентиран. Бог му дал. Добра, како голем дојде талент. до тоа тој да игра, и се сеќавате бидејќи се како тонецов го ставаме сега во екипа. Ама ќе дојде другиот ќе снима, ако беше он да снима, ќе дојде другиот да снима, после го префрлија во друго студио, М6 горе го префрлија, за да можеме ние да снимаме тука долу. Така да тоа беше организација голема. Аха. Колку траја снимањата? Како одеа? Бидејќи ние го слушаме финалниот продукт во недела во 11, но претходно како оди? Некојаш и 2 дена сме снимале по 2-3 сати, значи ќе отидеме. Зависи од текстовите, зависи дали имаме песни да ги снимиме во живо заедно со оркестарот одело. Така да или на Карадак нема да му се допадне. Карадак никогаш не седеше во студио. За време на снимање? За време на снимање беше надвор, шеташе. Аха. И точно по звукот ќе осети и ќе влезе. Не, а? И ајде врати. Преснимувај. Да. Нешто не штима. А имаше во делбата на улоги, пример, на како се делеа на имаше читање. Карадак. Не, Карадак. Си ги добивавте како Не, Карадак список? пише, да. Димче тоа, и ќе Мара каже, попара ќе дојдеме, тоа. Да, ќе дојдеме за проба и Карадак вика, тој тоа, Аха. овој тоа, тој тоа, така. Значи немало момент на ту оваа улога како ќе ми беше добра мене. Имало, сме сакале да играме, ама Ата, џабе. џабе. Тоа ми кажува дека бидејќи сепак вие сте големи познати актери, нели, но сепак авторитетот на Карадак веројатно Ние сме деца и остануваме деца секојаш. Ние сме послушни деца во актерството. Так. Не може ти да бидеш над Илија Џувалековски или на... Ти можда ќе го поминеш во некоја улога, Аха. но ти мораш да го имаш почитувањето према него. Тоа е есенцијата. Апсолутно. Од тоа трга се. Затоа што си учел од него. А ако ти се заврти да не ти рече не може повеќе, не ти давам повеќе ука. Ова се чуре вредности што ги нема. Зашо овој ако му се Ги заврти има, ќе ги рече има. ќе му кажам на татко ми. Не, младите сепак има и во нив. Ако ги негуваме вредностите, ќе има. А ако не ги вреднуваш, тоа ќе биде, ќе се влезе во еден просек во кој што нема враќање назад. Да те вратиме на некои стари времења, да се потсетиме на убави времења. Имаме одбрано така случаен избор некои слики кои сега ќе ги пуштиме од режија една по една режија, дај да видиме прва, па ќе одиме понатаму. Што гледаме на фотографија? Ова гледате, е во гримиорна. Диво месо. Таа представа. Да, и не знам, тоа Ненад ја го крена прстот и заедно, ајде да се сликаме и така стана. Ова е пред саат и пол, скоро пред да се пресоблечеме во ова. Еде, ја стојаш вежбав, гледате како сум, не сега малку сум. И рокерски поздрав ова, метал поздрав. Не знам, Ненад го... Дали први сме ние, нешто, не знам. Инаку, подсетување, нели, се работи за
За жал прерано замината исто уште една легенда на Ненад македонското Стојановски, да. актерство Ненад Стојановски. Ајде режија број 2 да видиме што имате извадено. Па. Со другар ми, со бате Раде Шербеджија. Ова каде? Во некој Во Драмски. Во Драмски ова бевме. Имаше некоја конференција за печат, не знам што беше. И дојде овамо, видела овамо да се сликаме и се сликавме. Да. Има дружба кога доаѓа тука? О, како не? Обавезно. Тој Хамлет го играше. Баш Ние Хамлет? гостувавме, да, Хамлет. Во Југославија имаше 7 Хамлети. Добро. Се игра 7 Хамлети, меѓу кои беше Раде Шербеджија, Петар Краљ, од Словенија кој го игра. Од разни републики Така. го игра, он беше врв. А која е најпредизвикувачка улога што сте ја имале по ваше видување онака? Не сум ја играл уште. За мене Ричард Трети најпредизвикувач. Тоа би било Да. така... Да. А, Сезона 15, тоа го е. Исто се сеќаваме. Кај е тука богатството на ликов што е Па, толку... на ликот Ричард Трети е човекот кој што го држи мечот пред Лејди Ана и кажува дека не го убил Маши, а он е глумец во суштина и затоа ме предизвика. Ама никој не ми ја дал таа улога. Јас си играм сам така. Се случува така? Не, се шегувам нега. По дома си. Не, јас си кажувам, ама никој не рекол да. Во суштина јас многу скоро и да немам награда за комедија. Јас имам се за драмски имате улоги. бајаги награди. Да, се за драмски улоги имам, немам за комедија. Така се животот е тој. Но има уште време. И имаме јас. Има уште Со алтернативен театар од Пишани секој ќе седне Маријановски ќе ангел видиме. кој ќе седне да напише уште Живко 10 среќа текстови. мртвец. Ангеловски Маријан, јас го викам Маријановски ангел. А, уште една легенда. Ај, нека се сети публиката кој е ова детенце тука мало. Ова Малечко? Да. Вака Ајде да видиме. Кој? Мола? Кој? Кој? Не. Не. Тоа е Муратоглу, Рубенс Муратоглу. Рубенс Муратовски. Така. Ова сме најпопуларни лица во Југославија. Значи Некаква југословенска бубамара. Да, југословенска. И Јоана Поповска, Бата Животиња, Бата Живојиноvić и јас. И тука ги добиваме тие. Го имам дома тоа. Па меѓу другите од детско драмско студио е и Рубенс. Да. Во случајов заради веројатно некоја представа, филм, што и да било. Да. Одиме режија следна слика да видиме. Ајде. Ова е со Јаневски, со Владо Јаневски, беше во театар. Многу сакаше да се дружи он со нас и доаѓаше од. И дојде вика ќе снимам нешто, викам ајде сликај ме и мене што само тите. И што викам имам јас играв. Тогаш игравме од Педро Калдерон де ла Барка, Животот е сон, и го играв таткото на Ненад ми играше син, и имав таа кај мене во шкафче имав, викам ќе ти ја ставам тама, а јас ќе бидам како Арлекин, како нешто, и така е настаната во гримиорна ева кај мене. Во драмски. Во сите и во приватни слики ли вака прави фаци? Да, Кога? Ето, по супругата ја прашувам. Да. Немој да ја прашуваш нези. А ова не ги познавам овие. Овие господи? Не ги знам овие господи. Кои се? Мене ми се познати овие господи. Не ги знам овие Ова господи. Гоца и Ова е Гоца? Благојка. Благојка, не. Таму не сум Благојка, таму сум Аспарухова. Ова да не е од представата Балкан- Женски оркестар или не? Не. Ова е снимање од Башка нешто. во ТВ Сител. А ова некој новогодишно Балкан можда? Бенд. Не, Балкан Бенд, 30 епизоди, да. А да, Благојка сум Аспарухова. Иначе во прва бев Чорова. Прв пат која играме, Женски оркестар, играме во драмски. Да. Ама Со Гоце, таа е една сцена
ја имаме со Гоце. Тоа е надвор во паркот. Така, доста одиме на спомени. Какво е чувството кога луѓе ве препознаваат на улица и секогаш се бара некоја шега заради хихирику, заради женски оркестри и така натаму, исклучително сакани, популарни, но по да речем хумористичен дел во јавност. И пример со сите што се таков тип на актери или па што ги знаат по друго нешто како К15 и така натаму, кои не се актери персе, но сепак како хумор и сатира ги знаат во народот, обично кога ќе ги видат очекуваат шега, очекуваат некоја смешка. Ви било вас така или не? Не, јас сум реков, јас сум просто смртен, Благој Чорески и немам ништо со она што го правам на сцената или во телевизијата. А очекувале луѓето такво нешто? Па можда им е чудно дека јас сум многу спокоен, мирен сум. Немам зошто да се правам нешто друго освен она што сум. Јас сум тој. Што ќе биде ако бидам јас во таа улога, сум ја играл прекрасно. Ама некои луѓе очекуваат, не само што очекуваат, некои луѓе осеќаат потреба да насмеат така и велат, па нема тие ме знаат како таков, ти очекуваат од мене да ги насмеам, ако не ги насмеам ќе ги разочарам. Не, никогаш не сум размислувал, прв пат. Така? Прв пат ми поставува таква прашање. Преголем товар веројатно, ако така се однесува, што е преголем товар што треба. Па веројатно не сум тој, нема да бидам Благој Чорески. Благој Чорески. Не ми се исплати јас да се менувам сега на 13 години, да се менувам да бидам друг. Да. Можда кога ќе наполнам 18 години или 20. 25-та таму, возрели години. Можда по возрелите години, можда ќе барам нешто такво, сега не. Како стига до тоа да станете директор на Драмски театар? Па во тоа време, 83-та година, еден од најголемите директори на Југославија, Балканот, па можам да кажам и пошироко и Европа, Ристе Стефановски, Бог да му душа прости, отиде во МНТ. И сакаа да постават политички, како и секогаш. Добро. И тогаш јас бев млад, нормално, и реков, нема да поставиме, еве јас ќе видам, тие 6 месеци, веде директори, и така почна. Како меѓу период да се Да, меѓу период, после тоа пак покушаа да постават политика, тогаш реков, јас ќе конкурирам, и така ми избра, и 4 мандати бев, 16 години. 16 години. Во Драмски, да. Во кое време се менуваат и влади, све. министри, и се... Па се менува влади, ама веројатно затоа што јас бев лош директор и не ме менува. Аха, да. Ама многу лош. Многу лош директор, добиваш југословенски награди и за глумци, и за ова, и си викаат, бегај, него чепкај ова, оти. Јас не имав конференции за печат. Ако нешто министерот направи што не е во ред, јас излегувам со конференција за печат. Еве ви факти, еве ви документи, така да не сум се либел од тоа. Силата, под наводници, се добиваше од ансамблот? Апсолутно. Така? Апсолутно. Зашто без таа подршка џабе ќе? Апсолутно. Директор те прават вработените, не си ти директор. Личностите кои што се таму, ако ти им ги дадеш шансите, најдобрите можности за да станат уште подобри актери или подобри доктори, или ова, почиста ќе биде и болницата, ако ги почитуваш, и чистачките кои што ја чистат таа работа, кои што го чистат влезот, нели, и тие што ја оперираат, ако се е во ред, тие те прават добар директор, не си ти. Апропо на што го зборувавме, моментот каде тук успех не се простува и обично ние сме повеќе склони кон сопки отколку кон поддржување, поддршка нечија. Како дојдовте до таков момент да имате толку силна поддршка од сите без некој да пробува да ве саботира и така натаму и така натаму? Затоа што јас на многу како млад, значи јас 71-а завршувам факултет, 76-та добивам златен ловор венец на МЕС Сараево и станувам во таа година, 76-та, меѓу тројцата најдобри актери на Југославија.
80-та година добивам Стерина награда, стануваш меѓу трите, односно 5 најдобри актери на Југославија. Да не зборувам за наградите кои што се тука, значи вредноста, јас не ја стекнав со директор Лук, Так. не ја стекнав, не го направив драмски театар како вредност да се плашат во Југославија и да викат, дојде драмски театар и сега ние да си отидеме, наградите се негови. Тоа го направи затоа што можда и бев паметен, јас мислам дека од Ристе се што беше добро, јас го примерив, го продолжив натаму. Вредностите се тоа кое што те прават. Добро, може да се сетиме на 3-4 од тие такви вредности како директор зборам, бидејќи може, не секој актер е добар директор и обратно, не секој директор може актер да биде. Во една година, да речеме, јас сум ги вработил, ќе ги кажам како имиња, Драган Спасов Дац, Сенко Велинов и Ѓорги Олески. Така. Видете се кои величини се во македонскиот театар. Да не говорам претходно. Значи тоа е една работа да сублимираме, нема врски, нема вака, нема така, или те бива или не. Секоја година, од прва година до четврта ги гледав на факултет студенти. Значи посветеност. Јас сум викав дојди, ти треба тука да видиш во драмски театар. Тоа беше и да отидеш на министерот да му тропнеш на маса. Не може ова вака. Ама немој ти мене, ако ме смениш, сега не смеам да кажам пред Аха, та преку... Да, не баш толку, не така. Не, од викенд на мртовци? Не. Зорам, преку тасет. Полошо, по грубо. По експлицитно. Да, и ќе им кажам, ќе свикам конференција за печат и... Но повторно, со силата што доаѓа позади од поддршката аргументот, тоа е квалитетот. Да. Што ќе ме сменат, нема да бидам пак актер, ќе си бидам јас истиот актер. Тешко оној кој што влегол во некаква функција, а нема вредности позади себе. Тешко на тоа. И колку 16 години. Така? На позиција директор 16, 15, 16, така нешто. Мај 99-та. Така. 83-та. Што се случува? Зошто прекинува? Се досади? Не. Веќе беше направено се што може или? Би се јавија во тоа време кај околу 12 саатот по полноќ, пред полноќ. 11 и нешто, 23:50 да речеме. Ми се јави Диме Станковски дебелото и Цилето Пурковски. Вика, ние тебе те предложивме за заменик министер. Добро, викам ја да размислам. Немаш да размислиш, треба да ни кажеш сега. Јас не бев баш многу спремен за тоа, ама... А бевте член на ДЕА или не? Да, бев. И кога размислив, па викам, јас најмногу ќе помогнам сега, бидејќи ќе бидам таму. Тоа беше мојата најголема грешка во животот. Така? Да. Зошто? Мислејќи дека кога ќе отидам во влада, ќе помогнам на културата, ќе помогнам тоа што сум стручен јас. Никој не ме тоа што сте го правеле во рамки на театар, сега на повисоко ниво. Оливинилот како се прави тоа на влада решавам јас. Што имам да го решавам јас? Барат, 2 прста. И бидејќи сум тој тип на човек, јас си поднесов оставка. Релативно брзо. Да, година и нешто. Кажам, ве молам да ми... И си поднесов оставка и ми ја прифатија. Како што ме назначија, така ме одзначија и јас сум пресреќен со тоа. Значи, сума сумарум, не требало. Не, тоа е најидиотската... Ќе сте помогнеле повеќе на културата како целина да се останале во... Да, мислејќи дека, како што сум јас, нели ќе бидат и другите во владата и ќе мислат за тоа. Човече, да не ви кажувам сега. Ако треба ќе ви одглумам нешто. Па, ајде, слободно. Не смеам, одма ќе знаете кој е. Не. Ми да пробаме? Не. Така да... Ако се навратите на тие контакти со политичари или седници на влада, кај што сте биле и така натаму, сте препознавале актери во нив? Ама тоа се многу лоши актери. Лоши актери? Тука е проблемот. Да? Да се добри актери, пеки капата ќе ја симнеш. Ајде сега да си играме како оној белиот лист што го спомнавте сега, да почнеме да пишуваме карактер. Добар актер може да помине добро во политика?
Не. Баш поради тоа што е добар актер? Според мене не, затоа што јас ја терав линијата на тоа да биде во театрите, во културата да се направи се. Они немаат разбирање за тоа. Они си гледаат економската, не знам ова, не знам таа, не знам она, не знам ова. Мислам, така да јас немам такви амбиции. Па другата страна. Не, немам такви амбиции. Има Кажувам дека хрчам се што прави природата со човекот. Хрчам, ждригам и други работи, така да немам, не се вртам вака како некој што има. Не. Се Многу сум повеќе спокоен. во светов се повеќе и повеќе има нетипични политичари кои што доста од нив и доаѓаат од медиуми каде што играле лик и така натаму, нели еден поизвиканите е Зеленски кој беше, нели, председател во серија за после тоа да стане стварно, па го имаме, нели, Трамп кој си беше ТВ лице години и години и години во серија, па после стана председател. Тој тренд како актер кога го гледате, пример. Имате некое мислење за тоа? Побудува некое чувство? Па не, ама треба да имаш доблест. Јас мислам дека доволно кажав со тоа дека јас си поднесов само оставка, мене не ме натера некој. Видов дека не се они спремни да прават тоа што јас како стручност вие имам. кога ги гледате? Гледате Зашто многу како има е. такви примери, не се само вие што ги Не спомнувате. сакам да им судам, ама не се кузнај какви актери. А од овие години, да речам вашите политички години, верувам дека не сите политичари се лоши, не се сите така. Сигурно. Можеме ли па позитивен аспект да одвоиме некој кој не како политичари со нивните политики, туку повеќе како луѓе, како, не знам, пријатели, како можеби луѓе кои носат некои вредности што се добри и високи, на кои што им се восхитувате. Постоеле такви со кои што сте другарувале и кои што можеме да ги кажеме слободно? Сигурно. Јас и сега другарувам со многу, ама далеко сум од тоа и сум среќен што немам ништо врска со тоа. Добро. Ако ме викнат, Аха, за ќе совет? Ќе помогнам, сигурно. Несто од оние, како не, ја бев, неќам се. Не, ќе помогнам, ама ќе го знаат тоа дека не може да биде, не сум истиот тој Благој Чоревски. Сега сум со 13 години. Да, се уште Тогаш млад. сум бил со 10, 8. Прваче. Да, прваче. Така да ќе мора да имаат почита и животната и професионалната Ако го вредност спомнавме која има. Ричард Трети како улога што не сте имале, ама ето, добро, можеби ќе имате. Која од досега играните улоги, без разлика дали на екран или на штиците што живо значат, која била најтешка за градење? Па, сите се тешки, ама по мене затоа што се уште немав такво искуство, по мене Стефан од Диво месо. Каква е таа, да им доближиме на луѓето? Многу тешка улога беше. Јас сум отишол во кај 12 и Диво нешто. месо на Горан? На Горан Стефановски, режија Слободан Унковски, сум отишол дома кај него да му одиграм таа сцена во пред полноќ, да му одиграм затоа што не бев сигурен дали е тоа. И го разбудив Кај режисерот? Дома кај него. И жена му се разбудија и ми одиграв сцената е вака како што седите вие, така седе Илинка и тој. И јас ја играм тука. Се качувам на стол, така е и сцената. И слегов долу и седнав. И се чекам да ми каже. Ништо не ми каже. И викам, јас заглавив дупло. И викам, јас ке си одам. Унко, тоа е. Ајде да се напиеме. Не, фала, пијан сум, викам, фала, довидување. Искуството што го имам сега, Добро. и значи и не значи. Во која смисла? Во смисла, тоа не е, како да кажам, асфалтирана улица по која што ти нема е чиста секојаш не.
секогаш има некоја потешкотија, ќе има некоја дупка која што не ја знаеш, која што не си ја видел. Значи, трасата не ти е стално отворена тебе. Мораш да го пронајдеш тој кој што го играш. Мораш да го пронајдеш живко, некаде. Да биде со тебе, Добро, за да можеш да го пренесеш на публиката. И несигурноста е сосема природна, веројатно, во градењето на тој лиг. Апсолутно, бараш. И Цело не време знаеш бараш. баш што ќе фати. Као мравка си. Така. Мислиш дека мравката е неорганизирана, ама точно знае она кај оди и кај се враќа. И деталчиња се ловат од секојдневниот живот. Малку од комшијата, малку од некој на улица, нели, некој тик, некој движење, некој... Колку има. Така? Мора. Па добро, за да биде уверливо. За да биде уверливо. Спомнавте претходно, го прочитав тоа и во некој интервју. Отприлика како 90% или 99%? 99,9% е работа. А 0,1% е од Бога. До толку ли сега, многу работа со односов? Мора, не може инаку. Не може инаку. Тоа не значи... е, барем кај мене е така. Така, добро. Кај мене е така затоа што Тоа што значи многу има 0,1% и може да го имаш од Бога, ама ако не работиш, бадијала Бог ти дал 0,1%. А исто е, го имаш 0,1%, а 99% не работиш, бадијала ти и тоа. Значи мора тие да се спојат да станат едно. Да влезат едно. Да влезе некој еквилибриум да се направи помеѓу. Апсолутно, иначе нема. Само што мене ми изненади тоа дека толку мал дел се става на талентот да го крстиме или од Бога што ти е дадено. Од Бога, или го имаш или го немаш. А работа мораш да имаш. Тоа не значи, бар ја така го разбирам, дека полно од вашите колеги лично ги сметате за многу поталентирани, можеби. Има, апсолутно. Така? Како не, да. Им се воскитувам, имате многу актери кои што, да не ги спомнувам, некој може Ајде вака да кажем, од помладите гледате ли кај некој сиров талент? Не знам, помлад актер. Па беше кај вас на Сашко? со брада еден, да. Од Кима Кобо е. Сашко Коцев. Сиров талент? Апсолутно, роден е тој за тоа, нема, така, не. За некој работи му завидувам, викам, како го прави ова, Кумановац. Ајде да се видиме нешто, да направиме муавет, да пиеме кафенце. Ќе дојду, ќе виду. Никола Ристановски, Владимир Јовановски, Тони Михајловски, Шанац. Од младите Дамјан Сеја Цветановски, да речеме. Така. Синот на... Да, на Владо Цветановски, режисерот. Има многу, дека ми извинат. Така. Игор Џамбазов, кумчево моје. Така беше... талент вака, ами истурено све, и да напише, и да отпее, и да отсвири. Тоа ретко се, тоа е 0,1 одгоре. Тоа е тој промилот. Дал сегде тој промилот му го дал. Да. И постоеле ли низ годините од вашава богата кариера, каде што сте забележале, не мора нели да спомнуваме, но сепак сте забележале некој кој што тој баш богато дален талент не го користи до фул потенцијал, баш поради несакањето да се посвети на овој вториот дел работата. Има и да ви е криво од аспект на професионалец. Нема да спомнувам имиња, ама има и не се ни актери, завршиле и факултети, академија и се. Веројатно може, сакам да прашам, колективот, колегиве, може да помогнат во таква ситуација или до индивидуата е, ако самиот ти не си решиш? Може еднаш, два пати. Не можеш да му внушиш некому талент, да му пресипеш. Не е ова бензин па од таа канта, со инката па тури. Нема тука. Или ти имаш, ти дал горниот и со работата само си го надградувал, или ќе бидеш за некој. Јас не ги делам актерите епизодисти, големи и мали, главни улоги и ова. Има прекрасни актери кои што правеле мали улоги, кои што биле врв во театарот. И кај нас и во драмски, и сега има точно. Така, И ти доаѓа после да му речеш, во светот на филмот. Ала да ти ја износи представата. Иако тоа се појавува во 3 сцени. Да. Пример.
А апропо ова да се надоврземе, ако би седнале со некој млад актер кој што најискрено како човек кој што ве почитува легенда на актерството бара неколку совети кои што треба да му бидат како постулат, како некој темел. Што ќе му кажете пример, еве, за сите млади актери кои што сакаат тек да се запишат и на факултет и така натаму? Прво, јас ретко спремам за на факултет, на академија, ама ако е талентиран го спремам, ако има во него нешто го спремам, ако не одма му кажувам, нема. Не, многу е тешко ужасно. Е да се препознае тоа или? Не е тешко, со моите години ги Так. препознаваш. И многу ми е криво кога баш таков талентиран нема да го примат на факултет, затоа што и таму има некои Виши сили некои. има сега. Подземни води. Да. Така да и тоа е малку. Но подобро е да му кажете, затоа што во уметноста нема. Вие сте исправени пред публиката. Нема, така. нема позади вас никој друг, нема тато, нема партија, нема книшка, нема ништо. Вие сте тој кој што треба да убедите публиката. Дека тоа што го играте и тоа што го правите е најдобро. Ајде да замислиме сцена кај што така некој тазе примен студент и слично ви вели чоре. Еден совет ако треба да ми дадеш. Не мора да значи дека тој совет е Секогаш стојам на располагање. Ама кој би бил тој општ совет, како актер на актер? Пример, тоа може се што да биде. Ама чисто ме интересира што би одвоиле прво, ето, што ќе ви падне на памет. Тука е што јас не можам да одвојам, него гледам Мора да е дали специфично. дали тој што е тоа станал така или вака. Тоа е најважното, значи. Апсолутно. Нема лага, нас се наизлегувате, нема лага тука. Со кој колега вас ви било најдобро на сцена? Да ви, што се вика, да ви го држи стравот самиот факт што е тука. Со сите. Со сите кои што се, да не говорам од старата генерација на татко ми, нели? Еден од големите беше Шишков, да речеме, кој што, не знам, тоа беше ерупција на Мето, Ненат. Многу, има многу. Знаете, тие несебично ви даваат вам, вие, ако знаете и ако сте добар во тоа, тоа што ќе ви го дадат, ќе го направите да е ваше. А ако го земете, тоа ќе биде имитирање, ќе биде, а не станува ваше, ќе биде имитирање и тоа станува лоша глума, лошо презентирање на тоа. Тоа мислам дека е Треба да сте доволно свесен што правите, што земате, како го земате, за да можете да го пренесете преку вас. Тоа мислам дека е една најважните особини кај човек, не себичноста или во повеќе може тоа зборови да се каже, но сепак да си голем, а да не бидеш себичен со сопственото знаење и големина. Таа што за дома ќе носите, дома нема, вие треба да излезете на сцена. И тие се и најпочитуваните вака наназад кога ќе се навратиме. Се што можам давам. И се што можам земам. Ама да стане мое. Јас ќе ви дадам вам, ама ако не стане тоа ваше, ќе биде имитација, ќе биде клиширано, нешто клише ќе биде, нема да биде. Тоа ќе биде бледо. Да. Нема да биде живо со боја. Ќе се трудите да го имитирате карактерно и да одите и да правите. Нема, тоа не е тоа. Значи мора да бидете многу свесен како и што и колку земате од таквите актери, од таквите луѓе. Добрината не можете да ја земете, добрината мора да ја почувствувате и да ја пренесете. Која представа сега да би ви кажал некој можете да ја одиграте цела? Односно улога во некоја представа. Тоа јас не можам, искрено да кажам, не можам, но мојот кум почесто кога игравме со него и го возев јас до дома, да не вози он, и
ќе ми фрли еден текст и еден текст го видел 28 година, пишува на него 28 година. Одма цел монолог го кажува. Вика, гледај, прати да видиш. Јас тоа не можам. За мене, можда кога ќе се навратиме пак на тоа да ја правиме представата, јас ќе барам некои добри работи кои што сме ги правеле претходно во тоа, но никогаш не го правам исто. Ништо не е во животот, и сега не е исто. После да го повториме. Не може. Еве да го повториме, нема. Нема ни движењето да биде исто. И муабетите. Не, да. Секој биде различен. Да. А со кој режисер најмерак ви било да работите, пример? Не, повеќе се. Режисери се само многу еден. повеќе. Можеме еден да одвоиме? Никогаш не сум кажал. Неблагодарно е еден. Неблагодарно е. Многу се повеќе режисери. Почнувајќи од мојот другар од детство Диме Станковски, кој што за жал починал. Умковски, Ѓорги Стојановски, кажам. Многу има. Љубиша Ѓоргиевски, Барт на Секој има различно гледиште на темава, но што го прави за вас добриот режисер добар? Секој актер си има посебна филозофија за анализата на карактерите, анализата на делото кое што го што ти тоа стигнува пред вас сурово е, како што текст. имате вие текст обичен, пише пауза, тука светлото се намалува, тука ова станува, зема весник, тоа го пишува писателот. Добрите актери секојаш пронаоѓаат во сето тоа што е таму, пронаоѓаат своји јас ќе ви кажам, има во Викенд на мртовци нашата сцена со Гоце, со Пикица, по писател е 5 до 10 минути, тука некаде. А ние ја правевме 40 минути. Толку многу добро се познаваат ликовите, баш што така. оставиме 2 сата. Така направивме, јас тогаш прв пат ја чув и таа песна, Гоце ја пееше, отишо си сар му пробониси. А и Миле Поповски беше уште жив, кога доаѓаше, тоа сопругата моја е сведок на тоа и рекол, и Горан истото кажа за неговата представа, вика, абе ова не е мојот текст, шо ова не е вака. Ама не се љутеа дека сме го направиле така. Станало наше, како карактер. Гледате и во филмот во Викенд на мртовци, таа втората сцена е допишана само заради Пикица и заради мене. Така да, тоа што ќе дадете, веројатно, барем јас не гледам што ќе има од тоа што ќе дадам. Јас го давам за да биде најдобро што е можно. И тоа публиката е тој лакмус кој што ќе ми одреди дали навистина тоа е најдоброто што сум го направил или треба да го поправам тој дел каде што. Но пред се чувства внатрешни кои што ги имате, додека го анализирате заедно со режисерот карактерот, тоа се взаимни надополнувања, одземања, кратења. Добро, но е многу важно, како што кажете, режисерот да го има тоа прецизно, точно во глава, за да помогне на актерот. Жаре, тоа е исто како сега јас и вие што сме овдека. Ако вие ме провоцирате мене, јас ќе говорам, ќе има добар. Да, ќе има. Ако вие замолчите, јас ќе замолчам и тоа може да трае многу долго. Па може да си поќутиме ако треба. Не е проблем. Последно прашање, бидејќи немаме време за молчење. Спомнавме низ ово интервју многу актери, колеги, режисери и така натаму кои за жал порано, подоцна заминале на оној свет, не се веќе меѓу нас. И сигурен сум дека многу сите тие ви не достигаат. Апсолутно. Има ли некоја посебна дружба која посебно боли што не постои, посебна чаша ракија со некој што не се пие веќе или чаша пиво? Со сите исто, но да речеме, ние во таа генерација бевме, мето замина многу чудно, како природа. Сам, дома. Не е едноставно да се
знаете како, постојат пријатели кои што ти остануваат се додека си ти жив, ти остануваат во твоите сеќавања. Тоа не мора да значи дека секој дневно ќе се сеќаваш на нив. Но родителите исто ти не достигаат. Јас мајка ми кога почина не можам да одам на погреби. Нешто се скрши кај мене и не можам тоа да го правам. И се извинувам пред време на луѓето кои што не се убави тие. Со сите си бил, како да кажам, со сите си бил брат. Си делел парче неб. Си делел кревет студентски. Мензите си ги делел заедно со нив. И добро и лошо. Апсолутно. Си давал, си земал, ти давале, Па на ти крај земале. Сите тие луѓе со кои што нели сме поминале моменти така натаму во огромна мера и не обликувале и нас и она што сме денес. Да, да, Ние без нив немало да бидеме тоа. да, Ќе сме биле нешто сосема друго. да. Така да на крај на денот со губење, да речам, на нив, ние баш губиме парче од себе си. Дел од себе си губиме, но добро, тоа е веќе свесно. Знаеш дека губиш нешто кое си го имал со него, зашто ти станал многу близок, ти станал брат, ти станал другар, ти станал татко од постарите актери, да речеме, или актерки, мајка ти станал. Тоа се природата не создала нас актерите да можеме да имаме можда едно малечко окце тука кое што некои нешта кај обичниот човек, без да ги навредувам, не го имаат. Ние имаме моќ на запазување на нештата, точно да ги видиме она што некаде ќе го одиграм во таа улога. Да речеме, јас болва во уво, не можев да го најдам карактер. Ликот. Ликот, да. Затоа што е тој пишан на кажам, така е напишан од Фејдо. А мене Стево Спасовски ми помогна, имавме еден сценски работник, Чичко Славе, кој што имаше природна мана. И вика, чуде, зашо ти не, Стево Спасовски, на Драган Спасов, татко му. Чуде, зашо не направиш како Славе? И јас на проба го направив. И како го направи? Господјо, што мислите вие дека ја сум друг? Не, и од тука стана ликот. Тој мал фелер, видиш, Да. ми го кажа он, многу честно, многу поштено. Можеш ти да не го каже, нели? Така. Ние немавме љубомора меѓу актерите. Се уште немаме. Добро, со една возвишена цел. Представата да биде Да, подобра. Тоа е цел. Да, тоа е цел. Се што ќе ја направи подобра, тоа е тоа. Да. Тоа е право братство. Друго е, филмот е веќе друга, Да, друга камерата уметност. е друга, можеш да вратиш 10 пати, 50 пати да вратиш, додека на режисерот не му стане дека тоа е тоа, да се вклопи во кадарот. Во театарот е тогаш, сега, во тој момент, нема враќање назад. Така е. Огромна чест уште еднаш што си направивме вака подлабок муавет. Ви посакувам, Чоре, многу здравје, многу среќа, уште многу весели моменти со сопругата која секогаш не дружи на снимањата и која многу ја поздравувам исто така. Се разбира, знаеме дека тука протоколот е да си заминеме со најдоброто од Македонија, Good Nature чаевите. Имаме и од Прилепска пиварница најдоброто Златен да пиво. Се гледаме во следна прилика. Да. Со среќа со среќен мртовец. Да, среќен мртовец. Така, па здравје Боже, во сезона 17-18 пак со некоја нова премиера. Па ништо чудно. Ќе се видиме сигурно. Ќе го стимулираме Ангеловски Маријан да пишува. Направи нешто ново. Да, ние ќе... А Бога ми тој ум има што да даде. Да, има. Се разбира. Се гледа. Дами и господа, Благоја Чоревски.